Беше тоа на 5. мај 553 година, кога Јустинијан I го свика Петтиот Вселенски собор во Константинопол. Беше тоа на 5. мај 1945 година, кога со решение на Народната влада на Федерална Македонија е усвоена азбуката на македонскиот јазик, а по 2 месеца Министерството за просвета го озакони првиот правопис на македонски јазик. Овие 2 датума не се внесени во календарот за празници на Собранието на Република Македонија. Беше тоа на 5. мај 1949 година, кога во Лондон е основан Советот на Европа. Комитетот на министри на Советот на Европа овој датум во 2000 година го прогласи за Ден на Европа. На 5. мај 1993 година Република Турција и Република Македонија воспоставија дипломатски односи на ниво на амбасади. На 5. мај 1883 година во Чурук, Бачка е роден Петар Коњовиќ, српски композитор, диригент и фолклорист. Познати се неговите опери Милошевата женитба, Кнезот Зета и Коштана, која се вбројува во вистинско ремек дело на српскиот музичко-сценски реализам и на националниот стил. Автор е и на делото Варијации на македонска тема. На 5. мај 1907 во Охрид е роден Петре Пируземајски, учесник во Народно-ослободителната војна на Македонија, член на Генералниот штаб на војската и командант на втората оперативна зона, како и член на Президиумот на АСНОМ. Носител на партизанска споменица, но ја поддржувал идејата за обединета Македонија, поради што е одстранет од Македонија и во 1946 е избран за судија на Врховниот суд на Југославија. По случувањата со Информбирото во 1950 без судска одлука е испратен на Голи оток. Умира во Охрид на 12 јануари 1980. На 5. мај 2015 година почина Љубомир Демирев Демо, еден од доајените на македонското новинарство. Целиот свој работен век го минал во македонската радиотелевизија како новинар и уредник на информативна програма. Ќе остане запаметен во македонската јавност како известувач и уредник за настаните поврзани со процесите на македонската независност. Љубомир Демирев беше автор на повеќе документарни филмови. На 5. мај 2019 година на 94 годишна возраст почина Ефтим Гашев, познат македонски публицист и писател, доследен поборник за независна обединета македонска држава и жесток противник на шовинизмите кон македонците од соседните држави и на комунизмот. Ефтим Гашев е еден од оние македонци кои во периодот на комунизмот се затворани и прогонувани од тогашните тајни служби и судени за идеите за обединета Македонија. Роден е во Скопје во 1925 каде го завршува и основното образование. Тој е еден од членовите на македонското национално движење Бунт, организација основана во Скопје во 1938 Во 1945 година бил осуден на 12 години робија како македонист. Објавил затворски мемуари и 3 книги со афоризми. Напишал и неколку необјавени монодрами. Добитник е на неколку награди за афоризам, а објавувал и дневно политички карикатури. Член е на Друштвото на писателите на Македонија и автор на книгите Сончогледи, Нашата кауза, Непокор, Аритмија и други.